Сега ќе преминеме на заклучокот од нашето проучување во текот на изминатиот месец. И за таа цел веднаш ќе отвориме, како што најавив, во посланието до евреите 10-та глава. На оваа глава, значи за разлика од 9-та, на која што и посетивме малку повеќе внимание, во 10-та глава, која што исто така содржи многу длабоки и многу важни верски вистини, не и посветивме доволно внимание, бидејќи се задржувавме само на 19 и 20 стих, па и сега тоа ќе биде случај. Меѓутоа, многу е корисно да ја проучите за себе дома 10-та глава од посланието до евреите, односно сите стихови почнувајќи од првиот. Особено да обрнете внимание на прашањето во врска со вториот стих, каде што апостол Павле вели: во колку законот со овие исти жртви што се пренесуваат секоја година можел да ги усоврши оние кои пристапуваат, тогаш тие жртви би престанале да се пренесуваат. Зошто законот со тие жртви не можел да ги очисти оние кои што пристапуваат на старозаветната служба? Но ние преминуваме 19 стих, каде што уште еднаш ќе го прочитаме клучните зборови за денешното размислување. Апостол Павле, обраќајќи им се на еврејските христијани од првиот век, им вели како едно резиме на сето тоа што дотогаш го зборувал: и така, браќа, кога имаме слобода, забележите го во израз, кога имаме слобода. Знаете ли што е тоа слобода? Друга е смелост, но во случајов ќе споменува смелоста веднаш подолу. Кога имаме слобода да влегуваме во светилиштето, преку, сега читам од православниот превод, преку крвта на Исус Христос по нов и жив пат, што тој ни го отвори низ завесата, односно преку своето тело. Овие зборови, кажав мејатиот пат, се однесуваат на самото Божјо присуство, светињата на светињите, таму каде што се наоѓа Божјиот престол. Еве, веднаш првата лекција од новата библиска поука, што ќе се проучува следната сабота, се зборува за Божјиот престол, за Божјото пребивалиште, каде се наоѓа Бог во своето видливо присуство. Споменав исто така дека секаде во Стариот Завет и во Левитската книга 16 глава, каде што исклучиво се зборува за Јом Кипур, за денот на помирување, секаде во Мојсеевите книги, каде што се споменува изразот низ или зад завесата, 100% во сите случаеви се мисли на светињата на светињите. Според тоа, кога апостол Павле го потребува истиот израз и во посланието до евреите, прв пат во 6 глава 19 стих, а потоа и овдека во 10 глава 19 стих, мисли на светињата на светињите. Зошто? Бидејќи таму се наоѓа Божјото присуство. Таму е самиот Бог. Таму се наоѓа неговиот престол. И сега би сакале малку да се задржиме на еден контраст кој што писателот на ово послание го прави помеѓу старозаветната служба и она што Христос го постигнал. Оној нов пат кој што Христос ни го отворил. Апостол Павле, кога го прочитавме стихот, вели: и така, браке, кога и веќе имаме слобода, значи, или некаде е преведено тоа смелост, има преводи каде што е преведено со смелост,
Го знам изворниот текст, оригиналниот збор, кој што се употребува, и повеќе одговора на смелост. Апостол Павле се однесува како да веќе го споменал тоа, како веќе еднаш да во ова послание да се осврнал, да зборувал за таа смелост, да се влезе во Божиото присуство. Каде пред 10 глава апостол Павле ја споменал таа смелост да се пристапи кон самиот Бог во неговото присуство? Ке се подсетиме на тоа во 4 глава од Евреите. Значи, Евреите 4 глава, 15 и 16 стих, познати зборови. Евреите 4 глава, 15 и 16 стих. Зашто ние немаме таков првосвещеник што не може да сочувствува во нашите слабости, туку таков кој искусил се како и ние, освен греф. И сега 16 стих што вели? И така слободно, овде повторно се вели, да пристапуваме кон престолот на благодатта, за да примеме милост и да најдеме благодат за благовремена помош. Што правиме ние кога ќе не снајде искушение? Што правиме ние? Дали, тоа секој нека си го одговори сам за себе, дали ние го правиме она, особено тогаш кога ни е потребна помош, и тоа благовремено, значи во тој момент ни е потребна, дали ние го правиме ова што тука е запишено? Да пристапуваме со смелост, вели и изворниот текст и некои други преводи, кон престолот на благодатта. Каде се наоѓа Божиот престол? Зад завесата. Би сакал малку да се задржам на овој израз смелост. Често пати смелоста, кога се работи за верски прашања, се споменува во контекст на непочитување. Значи, ако некој не почитува некои правила, канони, верски норми, црковни кодекси, за таквите се вели дека покажува смелост. Например, кога сестра Даниела Трајкова ги прекрши сите правила таму во Австралија и се осмели, значи го потребувам тој израз, да му се придружи на Тед Вилсон да ги ракоположува кандидатите за ракоположување, нешто на што таа немала право да го направи, како и било кој друг верник. Самото тоа што покажала едно такво брутално непочитување на верски норми, пројавила смелост, затоа реков се осмелила. Било кој од нас, кога ќе направи нешто што не треба, често пати го, особено ако е во контекст на верски или црковни норми, например богослужение и така натаму, често пати таквата постапка ја карактеризираме со поимот смелост. Меѓутоа, ние денеска си зимаме такви слободи, кога не треба, значи кога треба да бидеме понизни и со здраво почит да внимаваме на сите детали, дури на начинот на кој што се води библиската поука и самата дискусија, че треба многу поголема смиреност, внимание во сето тоа. Ние се земеме слобода тогаш кога не треба да земеме. Ние покажуваме смелост тогаш кога не треба да покажеме. Значи, кога треба да бидеме понизни. И сега да поставиме прашање, дали би се однесувале така, да бевме евреи,
и еврејки во Стариот Завет, кога се работи за светилиштето. Например, апостол Павле ги повикува христијаните со смелост да влезат во најсветото место од светилиштето, таму каде што се наоѓа самиот Бог, да пристапат кон престолот на благодата. Во Стариот Завет, кој единствено смеел да влезе таму? Само првосвещеникот. И тоа кога? Само на Јом Кипур. Само еднаш годишно. И сега ќе видиме како. И дури и тогаш како влегувал таму. Много интересна оваа илустрација на насловната страна на поуката, самата слика. Ќе видите додека свештениците и самиот грешник кој што донел јагне, жртва за грев, се зафатени, нешто прават. А ќе видите дека првосвещеникот, бидејќи на него се наоѓа тој ефод, по тоа знаеме дека се работи за првосвещеникот на левата страна од сликава, на десна страна од сликава, првосвещеникот не прави ништо. Тој е алузија на оно што го споменав пред некоја сабота, дека во поголемиот дел од годината првосвещеникот немал никаква работа во светилиштето. Дури во последните 10 дена, значи, поточно во последните 3 дена, значи, од 7-миот ден на 7-миот месец до 10-тиот, значи, пред Јом Кипур, тој земал учество во службата во светињата, за да потоа на самиот ден на помирување зеде служба и учество во светињата на светињите. Да отвориме за момент во трета книга Мојсеева, Левитската книга, 16 глава, каде што се зборува за службата во денот на помирувањето. Немаме ниту време, ниту е можно денес да зборуваме за целата оваа глава. Некогаш тоа го правевме, па и оваа глава ви ја препорачувам за лично проучување, особено кога самата наредна библиска поука ќе зборува за овие теми. Но, ќе почнем да читаме од 11-тиот стих, значи 16 глава, 11 стих. Потоа Аарон, кој бил првиот првосвещеник во Израел, потоа Аарон да го приведе телето како жртва за грев за себе, значи тоа е таа телешка крв, а после неја следеше јарешката, за очистување на целиот народ. И ќе се очисти самиот и домот негов, и да го принесе како жртва поради гревот свој. И сега, што се случува откако Аарон, значи првосвещеникот, ќе ја принел телешката крв, за да се очисти самиот себе, ритуално, и неговиот дом, пред да почне да го очистува народот со јарешката крв. 12 стих ни вели, а потоа да земе кадилница. И што да направи? Полна со разгорен јаглен од жртвеникот, што е пред Господ. Значи се мисли на кадилниот олтар, внатре во светињата, пред завесата. И да ги наполни рацете со иситното миризливо кадиво. И тоа да го внесе зад завесата. Еве еден пример, што значи зад завесата. Значи, од кадилниот олтар, кој што се наоѓал каде, во светињата пред завесата, требал да земе разгорен јаглен, да ги наполни рацете и со темјан, и сето тоа да го внесе зад, значи да влезе на тој начин во светињата на светињите. Зошто? Зошто треба темјан? Зошто треба тој чад за да влезе во светињата на светињите? Молитва, точно, меѓутоа имал Арон и една практична причина зашто тоа требало да го направи. Значи, тоа е точен одговор. Со тоа да ја представува молитвата. Имал потреба да направи димна завеса, за да Божјата слава што се наоѓа внатре во светињата на светињите не биде за него нешто премногу славно. Еднаш го зборував тоа. Нешто премногу страшно и неподносливо. Бидејќи тој е обичен грешник, обичен смртник.
иако го направил ритуалот со телешката крв за очистување на себе си и својот дом. Како што вели апостол Павле, ниту телешката, ниту јарешката крв очистува од гревот. Тоа било само обред, за да символички укаже на идното, вистинското очистување кое што само Христовата крв може да го направи. Апостол Павле не ги повикува верниците да влегуваат во светилиштето зад завесата, сега новозаветните верници, со димна завеса. Значи, дури и тогаш кога треба отворено да пристапат пред Бога, некако да ја замаглат неговата слава, неговото присуство. Во Стариот Завет всушност евреите воопшто не се ни обидувале таму да влезат. Знаеле дека тоа значи смрт. Косторска глава со две коски. Самиот првосвещеник влегувал таму со страв. Зошто? Затоа што тој ден можел да загине на лице место, не заради некој свој грев, туку ако Господ одлучил да не го очисти својот народ, да не им ги прости гревовите, заради таму некој си израелец, можеби некој си Ахан, кој што го расипува целото брашно, го скиселува целото тесто. Значи, самиот првосвещеник влегувал во зад завесата со страх. А што да збориме за обични свештеници? За обични израелци. Па дури жените немале право да влезат ни во предворието. Имало посебен надворешен трем за жени. А за паганите и незнаборците тие па најнадвор. Нив ги делел и од предворието за жените ги делел еден ѕид, на кој што и ден денес во музеј во Истанбул се чува еден надпис, кој што се наоѓал на Ерусалимскиот ѕид, на тој ձид што го одвојувал незнабожечкиот свет од местото каде што само евреите можеле да стапнат во предворието. И на тој надпис јасно се кажува дека секој оној кој што ќе се осмели, што би рекле србите ќе се дрзне, да го пречекори тоа место и да влезе таму каде што не смее, од незнабожците, ќе биде каменуван до смрт. Историјачарите велат дека дури и самите римјани, че римските власти ја почитувале таа забрана. Значи, ако евреите некого каменувале затоа што се дрзнал да влезе, да стапне во израелскиот трем, во внатрешното предворие, римските власти немале ништо да превземат. Во тој поглед евреите имале право, иако биле поданици, да каменуваат дури римски војници до смрт, ако некој се дрзнал да влезе таму, каде што не смее. А каде? Во предворието. Меѓутоа, самите обични евреи не смееле да влезат во светињата. А нивните свештеници не смееле да влезат зад завесата. А оној што единствено смеел да влезе во најсветото место, таму влегувал со димна завеса и со страх. И сега, замислите каква слава има новиот завет, кој што на верниците им порачува, браќа, ние сега имаме слобода, не со страв, туку со смелост да влегуваме во најсветото место, во светилиштето. Од каде потекнува таа смелост кај новозаветниот верник? Што е тоа што го разликува него од било кој, па дури и од најверниот старозаветен верник? Голгота. Новозаветниот верник го има во суштина искусено очистувањето од Христовата крв. Оправданието, посветувањето. За старозаветниот верник сето тоа е само сенка. Сето тоа е само ритуал, а совеста е и понатаму обременета со гревот. За старозаветниот верник вистинското очистување, вистинското прославување е само прашање на иднината, тогаш кога ќе дојде Месија. До тогаш треба да се чека, да се верува, да се трпи.
За новозаветниот верник сето тоа е веќе остварено. Сега замислете цело време да постоел до крстот првиот храм, Соломоновиот. Значи Израел никојаш да не отпаднал пред тоа. Никојаш да не бил срушен првиот храм. И во тој храм да се наоѓале заветниот ковчег, херувимите, 10 заповеди, Божјата слава, шекина, видливо присутна. И сега во моментот кога Исус умира на крстот, се цепи таа завеса. И патот кон светињата на светињите е отворен, како што вели апостол Павле во Евреите 9 глава 8 стих. Тогаш, што ќе беше со храмот? Значи, Божјата слава е тука, ковчегот е тука. Што ќе значише тоа цепење на завесата? Отварање на патот. Значи, повеќе не може да има старозаветни ритуали таму, бидејќи сега целиот простор е единствен. Целиот простор станал, целото светилиште станало како светињата на светињите, што било пред тоа. Ако не може да се прават старозаветни обреди, што ќе се правило со тој храм? Бог не сакал неговиот храм да биде уништен од римјаните или од било кој. Значи, ако тој првиот храм се уште постоел, и ковчегот, и херувимите, и Божјата слава во него, што ќе беше со тој храм, што ќе се правеше со него, после цепењето на завесата, а све друго се останува исто. И Бог е тука присутен, и неговата слава, и ковчегот, и 10 заповеди, и херувимите. Зашто ќе служеше тој храм? Тој храм ќе служеше за новозаветни богослуженија, каде што верниците, очистени со Христовата крв, ќе можеа слободно сите верници, не само свештеници, сите верници да влегуваат во присуство, на видливо присуство на самиот Бог. И тогаш како ќе се однесувавте, ако бевте вие, например, во таква ситуација? Или како што вели Елена Вајд, целото богослужение во црква треба да се одвива така, како да е видливо присутен Господ над војските. Како ќе се однесувавме ние денес, ако тука, на некоје место овдека, беше видливо присутен Господ над војските? Како ќе се однесувавме ние денес тука? Дали воопшто ќе дојдевме денеска тука, ако знаевме од напред дека тоа ќе биде случај? Со други зборови, каква е состојбата на нашето срце? По тоа ќе биде критериум, дали како прво ќе дојдеме, ќе влеземе во таков храм, каде што е Бог видливо присутен, а и штом ќе влеземе, како таму ќе се однесуваме. Видите, јас лично имам искусено каква стравопочит може да ве обземе ако се наоѓате во присуство на некои смрдливи грешници, наречени председатели, премиери и така натаму, и какво внимание на секоја ситница, детај, облека, изглед, за да се биде присутен таму. Па како би било, ако е тоа така со нив, како би било да присуствувате во видливо присуство на некоја аудиенција или прием кај царот на царевите? Ако нашата духовна состојба денес не диктира дека ние подобро да не се појавуваме пред негово присуство, множени денеска затоа и не се дојдени во црква. Зошто? Затоа што сметаат дека не се подготвени да се сретнат со Господа. Ако не сме подготвени за леп и вино, кои што се само символи овдека, дали сме подготвени за да се сретнеме лично со Господа? Ако не сме подготвени, кога ќе се подготвиме?
Кој ни гарантира дека утре ќе се разбудиме живи и здрави? Замислете кој е контрастот помеѓу нашата сегашна духовна состојба и новозаветната вистина. Апостол Павле ги повикува верниците со смелост да влезат низ завесата во Божието присуство. Че пазите, не со страв, туку со смелост. Слободно. Че, кога одвнатре би биле така прославени, да го чувствувате најсветиот, да го чувствувате како интимно близок, значи да го чувствувате Бога како некој што ви е интимно близок, да сте го примили духот на посинувањето, што вели апостол Павле. Само кога доживееме тоа новозаветно искуство, можеме да живееме во видливо присуство со Господа. А ако тоа го немаме, ако нашата духовна состојба е таква, да не сакаме да дојдеме ни на богослужение, да се видиме со други браќа и сестри, или заедно да земеме света вечера, тоаш како воопшто ќе се сретнеме со Господа, или што ќе чувствуваме кога Господ ќе дојде, ако сме се уште живи на земјата. Или што ќе се случи со нас при воскресението, ако станеме неподготвени, неоправдани, непосветени, неочистени, непомирени пред Неговото лице. Тоа е прашањето со кое што би сакал Светиот Дух да делува на вашите срца, додека се семнуваме долу и го вршиме обредот на понизност. И на тој начин, со таков дух, да се молиме, Господ да ни даде таква понизност вистински, значи не ритуално, сега што ќе се семнеме долу, да миеме нозе. Ако тоа го направиме само ритуално и се качиме горе исти какви што сме биле, значи не сме подобри од евреите. Што сме полоши, бидејќи барем тие имале подобар храм и по-величенствена служба, како што имат католиците, например. Но, ако навистина ја доживееме таа понизност, тогаш Господ ќе ни даде благослов и тогаш светата вечера ќе биде нешто повеќе од еден обичен обред секоја 13-та сабота. Тогаш навистина ќе доживееме еден посебен благослов и една посебна интимност со Господа. Нека му е фала и слава вечно. Амин.